За повисоки плати и исплата на додатоците на плата протестира судската администрација. Но на вчерашната седница судскиот совет донесе одлука да не се исплатат додатоците на плата. Председателот на судскиот совет Сашко Георгиев денеска отштиприче дека реалниот проблем е што средствата за ова мора да се исплатат од Министерството за финансии. Тоа го гледа како децениски проблем. Имаме реален проблем со финансиската независност на судството, кое што се одразува во секој сегмент. Тоа го истакнуваме како децениски проблем во минатото, а се носиме со сегашноста како реален проблем. Имаме активни протести, некаде и штрајкови, најави за штрајкови. Не знам колку ви е познато, но верувате дека за целиот овој период имаме неколку состаноци со представници на синдикалните организации, каде што се обидуваме да најдеме некакви соодветни решенија. Морам да кажам дека тешко оди, сето тоа зависи од Министерството за финансии, каде што на крајот треба да ги исплатат овие средства како додатоци на плата. Судскиот совет во неколку наврати се обидувал и од своите средства да обезбеди додатоци на плата за судската администрација, но финанси не било согласно ниту за тоа. Судскиот совет, односно судскиот буџетски совет во овој дел имаше во неколку наврати и обиди со своји одлуки за пренамена на средства од капиталните инвестиции кои што се на располагање да ги пренамениме за додатоци на плати, како би се амортизира тој дел за да може да на некој начин утешно нешто со некаков процент да се делува за администрацијата, но сето тоа повторно од страна на Министерство за финансии не помина, без нивна согласност не беа одобрени овие парични средства и останаа без додатоци. Георгиев вели дека ова представува проблем на кој се работи, а без чие решавање според него би дошло до блокирање на судството, оти судската администрација е важна алатка во него. Повика на разбирање од страна на Министерството за финансии, кои треба да најдат начин за надминување на проблемот.